изминативе 3 години, тригодишниот период многу се вложи во така наречената зелена офанзива, зелената агенда. Ако кажам дека е многу вложено, во иднина треба уште 3 пати по толку да се вложи и секако локалниот еколошки акционен план во двата локални еколошки акциони плана каде што учествував како дел од Министерството за животна средина и Државниот инспекторат за животна средина веќе 23 години, можам да кажам дека тој е тој документ што треба да биде водилка во делот на животната средина. Се соочуваме како општество и глобално со аерозагадувањето, секако и граѓаните на општина Карпуш ги делат истите состојбистите проблеми со аерозагадувањето. Многу е битно да се осврне дека и во делот на ЛЕАПОД посебно имаме заклучоци и насоки што треба да се чини во однос на аерозагадувањето. Секако тука би ги поздравил чистењето на многу сметилишта, да не остане само на чистењето, меѓутоа да имаме одржлив развој компонента и секако да се делува со многу зелени површини. Исто така е многу битно за граѓаните на Карпуш зелените паркови во населбите, да речеме во Тафталиџе, на местото каде што се снима и овој прилог на Иван Аговски во Карпуш 2, основното училиште Лазо Трповски во Карпуш 3, во Карпуш 4, на вистина пријатни качиња за одмор и за дружење меѓу карпошани.